Поздрав до сите вас, драги присутни. Се радувам што јас можам да се вклопам во оваа серија на библиски предавања, нови димензии на животот. Темата веќе беше најавена синоќа, ќе зборуваме за молитвата. Верувам дека ја користиме во нашиот секојдневен живот. Благодарам што дојдовте вечерва да бидеме заедно, без разлика дали сме христијани, дали сме атеисти, дали сме верници, сомневачи, или едноставно луѓе кои доаѓаат и барат одговор на своите животни прашања. Темата за која ќе зборуваме е многу важна. Може ли молитвата да донесе мир во моето, во твоето, во нашите срца? Може би за некој молитвата е волшебно стапче. Само ќе ги прекрстиме рацете, ќе ги затвориме очите и кога ќе ги отвориме, веднаш тоа да се случи. Сепак, не сакам да ве разочарам, но молитвата не е волшебно стапче. Но секако дека Бог во својата сила и моќ може веднаш да одговори на нашата молитва. Меѓутоа, Бог претежно одговара на три начини. Некојаш вели да, некојаш не, а некогаш почекај. Едноставно, ние како луѓе треба да користиме молитвата како клуч кој може да донесе мир во нашите срца. И токму за тоа вечерва одлучив, во склоп нова серија, да зборувам за молитвата. Како клуч. Знаете, кога имате брава, имате врата и го имате вистинскиот клуч. Многу лесно може да отворите. А кога немате вистински клуч, може да се мачиме, да скршиме бравата или вратата и да си создадеме повеќе проблем. Но, да поставиме на почетокот неколку прашања. Кога во животот ќе не идеме на криза, ние прашуваме зошто? Или каде да одам? Кој ме слуша? Кога таму во собата, поред креветот, или на работното место, или на пазар каде што работиш, без разлика каде се наоѓаме, овие прашања се секојдни. Верам, барем еднаш сме ги поставиле во животот, ако не и повеќе. Молитвата, почитувани во својата најдлабока смисла, е токму тој внатрешен крик, кога сме притиснати, а може нешто да кажеме. Може нешто да излезе од нашата душа. Тоа е искрена потреба на човекот да не биде сам во својата тежина. Да поставим уште неколку прашања. Што се случува кога човекот се моли? Дали молитвата е само, како овде што пишува, психолошка утеха? Или нешто повеќе? Дали таа има место во современиот, рационалниот свет? Што се случува кога ние се молиме? Дали во овој свет на брза комуникација е потребна таква врста на разговор или на молитва? Во овој свет кој исполнет со интернет, со брза комуникација, свет каде што луѓето на жалост колку е брза таа комуникација, се повеќе и повеќе се повлекуваат во себе, во својот круг. Токму вечерва, драги присутни, ќе разговараме како и на кој начин може да комуницираме со Бога. Бог не користи мобилен телефон. Бог не користи било какво друго средство за комуникација. Ние ќе видиме дека Бог, неговата комуникација може да оствариме со Бога 24 часа. Понекогаш кога нашите мобилни нема доволно струја, батеријата е слаба, сме исклучени, ние сме недостапни. Или пријателот, дотичната особа со која сакаме да разговараме. Но ајде вечерва да го прочитаме првиот текст од Библијата. И што кажува Светото писмо. Одиме во Матеј, 7 глава, 7 стих. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Ако зборчето барајте го тргнеме и го додадеме зборчето молете се и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Наистина, овој повик не е закана,
туку отворена врата. Вечерва таа врата ја отвараме преку разговор, преку слушање и искреност. Молитвата, драги мои, представува срцевина на христијанскиот духовен живот, но истовремено е и универзален човечки порив. Подосна ќе видиме во текот на ова предавање дека и луѓе кои се атеисти се молат. Можеби тие не ја нарекуваат молитвата, односно тој разговор молитва, но сепак имат некој чувство дека некој ги слуша кога тие изговараат зборови. Значи, овде Бог вели, Исус вели, барајте, ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Во сите култури, сите времења, луѓето чувствувале потреба некому да се доверат, некому да кажат нешто, она што ги тишти, што ги мачи во својата душа. Например, во моменти на страв, кога ќе добиеш некоја лоша диагноза од лекар, или пак имаш радост, имаш внуче, дете, се вработил, имаш момент кога треба да кажеш благодарност, да му кажеш на Бог или на некого убави зборови, или зборови на надеж. Токму тоа е време кога ние почнуваме да се молиме. Токму тоа е време кога ние имаме разговор, дали со Бог, со Бога или со некоја наша блиска личност. Ова тема вечерва, драги мои, не е посветена само на христијаните, туку на сите луѓе, вклучувајќи ги они можеби кои не гледат сега се атеисти и кои можеби ќе одмавнат со рака, но ова тема е и за нив и за таквите луѓе посветена, или пак за оние сомневачи, затоа што молитвата ја допира суштината на човечката потрага по смисла, мир и одговори. Реков на почетокот, во христијанското разбирање, како христијани, молитвата не е, драги мои, волшебен ритуал или магичен ритуал. Туку молитвата е однос. Кога ние разговараме еден со друг, тоа е однос. Еден разговара, еден зборува, другиот слуша. Значи, молитвата е однос. Таа не служи за бегство од реалноста. Знаете, кога ние се помолиме, не значи дека веднаш ќе исчезнат проблемите. Да, молитвата не е бегање од реалноста. Туку молитвата ни помага да се соочиме со таа реалност. Библијата сведочи и кажува дека Бог е близок до секој што искрено го бара. Еве го текстот, да го прочитаме заедно. Господ е близу до сите што го повикуваат или што го бараат. До сите што го повикуваат искрено. И овој збор искрено ќе го споменеме малце подолу во ова предавање. Ако молитвата не е искрена, таа ќе отиде само до таванот. Но ако е искрена од длабочината на нашето срце, знаете, во Библијата има еден човек по име Јона, сигурно знаете приказната за Јона. Во еден момент, каде се тој нашол? Во утробата на една голема риба, кит или што да е. Поминал таму 3 дена, се сварел скоро од топлината на трешноста на таа риба. И таму во длабочината на морето, во стомакот на таа голема риба, тој се моли искрено и Бог искрено го спасил. Петар исто така се молил искрено, кога пошел да оди по водата. Да, кога веќе водата му дошла до гушата, што се вели до устата, иако бил професионален пливач, бил рибар. Но знаете, и пливачите знаат да се да загинат, да се угушат и да потонат. Значи, овде пишува, Господ е близо до сите што го повикуваат, сите што се молат, сите што бараат од Него. Ова тема, драги мои, има за цел сеофатно да ја прикаже важноста на молитвата во животот на човекот. Низината библиска основа. Ние ќе видиме малце подосна историски факти од кога почнала молитвата да се употребува во животот на луѓето. Што е тоа молитва? Кога некој би запрашал на улица со микрофон, некој новинар, што би ви одговориле што е тоа молитва? Верувам дека би кажал некоја дефиниција, има повеќе дефиниции. Јас се одлучив да ја спомнам ова кратка дефиниција. Што е тоа молитва за вас, драги мои? Еве што јас запишав. Молитвата може да се дефинира како свесна и доброволна комуникација на човекот со Бога. Таа е израз на внатрешниот диалог на човекот со Творецот, но и со сопствената совест.
Дури и луѓе кои не се нарекуваат верници, знаете, често се молат, кои ќе се најдат во моменти на немоќ, што укажува дека молитвата е длабоко вкоренета во човечката природа. И сега доаѓаме до напрашање од кога молитвата постои. Верувам како христијани, ова поднебје кај нас, претежно и православните, и протестантите, и останатите христијани ја молат која молитва? Татко наш. Ја знаете таа молитва. Или Отче наш. Мислам дека нема човек, барем еден дел да не ја познава или да не знае таа молитва. Не на крајот ќе ја прочитаме. Меѓутоа, можеби ќе се изненадите дека постојат стари документи во историјата од кога се спомнува молитвата. Првите пишани докази за молитвата доаѓаат од најраните цивилизации кои ние ги познаваме, надвор, значи, од Библијата. Иако и во Библијата се спомнати, меѓутоа, значи, тие цивилизации се спомнати во историјата, што покажува дека во молитвата, односно дека и тогаш молитвата веќе била во форма направена и луѓето ја користеле. Ајде одиме во Стариот Египет. Околу 3100 година пред Христа, значи во Старата ера, овде во Стариот Египет книгите на мртвите, археолозите пронашле книги наречени книги на мртвите и други потребни текстови содржале молитви за да им се помогнат на мртвите во задгробниот живот. На што ве подсетува ова изјава што е спомнал сега? Има религиски заедници во светот кои веруваат дека живите треба се молат за мртвите. Гледате од каде потекнува? Не од Библијата. Тоа не го пише во Библијата, да се молиме за мртвите. Туку потекнува од Стариот Египет. Тие имале книги, како ова што ја спомнав, книгите на мртвите, каде што имало посебни молитви посветени на луѓето кои се починати. А Библијата зборува дека мртвите ниту јадат, ниту пијат, ниту имат потреба, тие спијат, одат во непостојни, чекат промена кога Христос ќе дојде да ги воскресне. Значи, првите записи надвор од Библијата ги наоѓаме во Стариот Египет. Понатаму, одиме во Месопотамија, во месото Сумер, околу 3000 години пред нашата ера. Откриени се глинени плочки со химни молитви упатени до различити божества за заштита, за лекување, дури за одмазда. Значи се молеле на тие своји богови да се одмаздат на своите непријатели. Гледате, во Стара Месопотамија, во месото Сумер, пронајдени се плочки. Археолозите пронашле доле во земја кога копале и таму имало посебни книги, односно посебни плочки со химни и молитви. Одиме понатаму. Хиндуизам, околу 1500 години пред нашата ера. И таму се спомнати молитвите во книгите кои се нарекуваат веди или ведите, содржат химни, мантри и молитви упатени до различни ветски богови. Сега доаѓаме малку поблизу до нас, одиме во Јудеја или јудизам, значи кај евреите околу 1200 години пред нашата ера. Ова е зидот на плачот, на молитва, каде што евреите пишуваат посебни писма, ги виткат во хартија, ги пикат во тие празнини над зидовите и така упатуваат молитви на Бога. Значи, еве, првите книги, например, во Библијата, првите 5 книги Мојсееви покажуваат дека молитвата била централна врска, например, на Аврам, кој правел жртвеници. Тој се селел со своите шатори од место до место, од село до село, од град до град и подигал жртвеници. Таму се молел на својот Бог. Може да се каже, драги пријатели, драги присутни, дека молитвата потекнува од зората на човечкото сознание. Низиниот почеток е длабоко поврзан со свеста за собствената смртност. Луѓето секогаш биле свесни дека се смртни и дека им е потребна помош, затоа што тие немаат живот вечен во себе. Потреба од контрола врз таа неконтролирана природа. Верувањето во невидлива повисока сила. Така молитвата не е пронајдок на новата ера. Нова ера ние во која денес живееме. Ние кога отвараме првата книга Мојсеева, прва глава, втора глава, трета глава, ќе видиме дека молитвата веќе се спомнува. Кога Каин и Авел пренесувале жртви, Каин пренесувал од плодовите, Авел пренесувал од животните.
бидејќи така Бог барал да се пренесува јагне како символ после неколку илјади години кога ќе дојде Христос, тоа невино јагне ќе биде принесено на жртва. Во Библијата, значи, молитвата, може да кажеме, драги присутни, се опишува како повикување кон Бога. Пишува пророк Јеремија во 33 глава 3 стих. Давид вели како изливај на срцето. Преку молитвата ние го изливаме срцето, односно нашите проблеми и радости ги пренесуваме кон Бога. Понатаму, молитвата може да кажеме како дефиниција разговор со Бога, како човек со човек. Матеј 6.6, тоа го кажува Исус. Павле вели, апостол Павле во 1 Солуњаните 5.17, молете се постојано. Што значи тоа постојано? Не значи дека ние сега треба цел ден да помилиме во молитва. Не. Можеш се молиш кога се движиш, кога работиш, кога се возиш, упатуваш мисла кон Бога. Тоа е молитва упатена кон небесниот Бог. За христијанинот молитвата е чин на доверба, чин на признавање, дека човекот не може сам да си помогне. Молитвата, значи, има основа и во Светото писмо. Библијата е пишувана од пророци, од луѓе, некаде околу 40 луѓе, пишувале во еден долг временски период. Од 1500 години тие меѓу себе не се познавале, но биле водени од истиот дух, а тој е Светиот дух. И преку молитва тие разговарале со Бога. И Бог им одговорил преку нивната совест. И подоцна ќе видиме колку пати треба се молиме. Постои ли бројка во Библијата? Да, има некои броеви, некои чинови, односно луѓе кои се молеле, меѓутоа молитвата не е врзана дали ќе се молиме 2 пати, 3 пати или 5 пати. Рековме, молитвата едноставно е разговор со Бога. Еве, понатамо да го читаме овој текст од царот Давид во Псалом 50.15. Ако се забораваме од ова вечерашно предавање, драги присутни, може би овој текст да го запамтиме. Некој рекол дека овој телефонски број за небото. Псалом 50.15. Еве што пишува: повикај ме во денот на неволјата. Јас ќе те избавам, а ти ќе ме прославиш. Навистина прекрасно ветување. Не само кога ни е добро, и тогаш треба да му благодариме на Бога, ни кога ни е лошо, кога ќе паднеме во својата духовна дупка, кога ќе се сопнеме, кога ќе се посомневаме дали постои Бог, дали постојат пријатели, зашто сите кренеле од нас, можеби и такви моменти ќе доживееме. Исус вели, Бог вели, повикај ме во денот на твојата неволја. Јас ќе ти помогнам, јас ќе те избавам. Но што понатаму вели? Како завршува овој текст? А ти ме прослави. Значи, не да заборавиме. Во Новиот Завет има еден пример. Ако читате во Библијата, ќе наидете на еден случај на 10 губави луѓе. Мислам дека синоќа спомна или пред некоја вечер за оние губавите. Сеќавате за оној пример. И во Библијата се спомнува 10 губави луѓе. И слушнали дека Исус ќе помине низ нивната улица и по цена на својот живот, зашто може да загинат, да бидат каменувани, односно тие 10 дошле и барале од Исуса да ги излечи. Дали били излечени? Да. Колку луѓе му се заблагодариле на Исуса? Еден. Видите, зато овде пишува: кога ќе ти помогнам да ме прославиш, Бог вели, во својот живот. Тие 9 губавци воопшто не му рекле: благодарам, Исусе, сега сме здрави, може се вратиме во семејството. Гледате колку е човекот неблагодарен. Па и денеска постои една изрека: 100 пати помогни му на човекот, ако еднаш не му помогни, што се случува со тие 100-те? Паѓаат во вода, се заборават. Тоа е нашата, на жалост, грешна природа. Одиме еден чекор понатаму и малку да навлеземе сега во Стариот Завет, да видиме дали во Библијата, во Стариот Завет се спомнува молитвата. Веќе го спомнав Аврам, кој се моли за други. Веќе на самиот почеток од Стариот Завет, во 1 Мојсеева 18 глава, ќе го најдеме Аврам како се моли за другите. Ана, во 1 Самуилова 1 глава 10 до 20, ќе го најдете настанот со една жена по име Ана. Таа немала пород, била многу разочарана, бременета и постојано ден и ноќе го молела Бога да има пород. И дали Бог
и одговорил на молитвата. Да, Бог и одговорил. Таа била многу радосна и среќна. Давид понатаму, ако одиме во Псалом 51:10, искрено ги изнесува своите падови и својата надеж. Давид бил цар, еден од најдобрите цареви во Израел. Меѓутоа знаеме дека Давид и паднал длабоко во својот живот, во својот духовен живот. И тој се моли и вели: Господе, создај ми чисто срце. Тој знаел дека неговите алишта се валкани, така вели пророкот. Нашите алишта духовни се валкани, драги мои. И затоа ни е потребно чисто срце, потребна ни е бела облека. Таа облека може да ни ја даде само Господ Исус Христос. Одиме само на брзина да се посетиме за молитвата во Новиот Завет. Во Новиот Завет молитвата добива универзален повик. Исус вели во Марко 11:17: Мојот дом ќе се нарече дом на молитва за сите народи. Гледате, Бог не прави разлика дали си македонец, дали си бугарин, србин, турчин, англичанец. За Бога постои само машки род и женски род. Добрил и лоши луѓе. Домот Господов, Исус вели, ќе се нарече дом на молитва за сите народи. Апостолите, ако читаме понатаму во Новиот Завет, ќе видиме дека тие ја доживувале молитвата како извор на храброст, како извор на сила и храброст. Например, ако читате во Дела 4 глава 31 стих. Понатаму Исус проповедал и кажувал дека молитвата не треба да биде лицемерна или формална. Знаете, денеска, на жалост, некои молитвата ја замениле само со прекрстување, како една форма. Па може ние да кажеме и со збор молитва да биде формална. Исто ти се фаќа, дали ќе се прекрстиме или ќе кажеме формална молитва. Исус вели: вашата молитва нека биде искрена. Пред малку читавме текст, кај што подвлековме зборот искреност. И молитвата да биде понизна, како што е молитвата Татко наш. Исус Христос може да биде огледало наше или вистински пример. Ајде да прочитаме само два текста, ги има многу. Лука вели: а тој се повлекуваше на какви места? Осамени места. И се молеше. Лука понатаму ќе запише последните мигови, последните часови на Христовиот живот и неговата молитва, тој е запишал: Татко, ако сакаш, одмини ја од мене оваа чаша, но не мојата, туку твојата волја нека биде. Наистина, пред важни одлуки, Исус се молил цела ног, пишува во Лука 6:12. Кога требал да прави чуда. Знаете, Исус бил Бог во човечко тело, меѓутоа тој повторно како човек зависел од Бога. И затоа ќе го најдете често пат Исус вели: јас ништо не можам да правам ако не ми даде Отецот. И некој вел: гледате, Исус не е Бог. Не, Исус овде носел човечки лик. И затоа тој бил постојано во комуникација со својот Отец. Например, во Гециманија, веќе читавме овде, тој го гледа крстот, ги гледа шајките кои наскоро ќе ги пробие неговите раце. И тој бил како човек. Тој како човек умрел и се моли: Татко, ако сакаш, одмини ова чаша, но не да биде мојата волја, туку нека биде твојата. Овој пример зборува и за нас денес. Молитвата, драги мои, не е знак на слабост. Ако слушнете и видите дека некој се моли, не значи дека тој човек е слабич, дека е слаб. Не. Туку тоа е одлика на храброст, да се соочи со реалноста, зашто сваќаме дека сме немокни и бараме помош од оној кој може да ни помогне. Сакам сега во наредните минути да посветиме малку време и да спомнеме повеќе видови на молитва. Може би ќе кажете: па какви се тие сега видови на молитва? Односно, тоа се облици. Ќе спомнам 14 подрачја каде што ние може да се молиме и зашто треба да се молиме. Еве на првата слика имаме 8. Потоа ќе одиме на останатите. Прво, молитва на благодарност. Зошто ставив ова молитва на благодарност? Зашто ние треба да бидеме благодарни наутро кога ќе ги отвориме очите, да кажеме: фала ти Боже за овутро, за овој ден. Или навечер одиме на одмор: фала ти Боже за овој ден кој помина. Значи, молитва преку благодарноста човекот признава дека секое добро
доаѓа од Бога. Благодарната молитва го отвара срцето за радост и задоволство. Понатаму молитва на молба. Ова е најчестиот облик на молитва каде што верникот ги изнесува своите потреби пред Бога. Библијата охрабрува да ги довериме сите наши грижи на Господ, да не ги носиме на својот грб, зашто ќе папсеме, ќе се умориме и ќе паднеме. Број 3. Молитва на покаяние. Ова е наречена покајничка молитва. Е клучна за духовно обновување. Ќе паднеме, ќе станеме. Бог ќе ни прости и одеме понатаму. Христијанскиот живот е како едно мало дете, падни, стани, да бидеме искрени. Секако убаво да се качуваме и додеме се повеќе и повеќе, но знаеме да паднеме. Тоа е нашата грешна природа. Таа води кон простување. Значи молитва на покаяние води кон простување и нов почеток, но да не правиме многу нови почетоци, зашто ќе не затекне можеби смртта и не може да направиме понатаму друг чекор. И затоа секој ден кој го имаме, да го предадеме животот во тој ден на Господа. Посредничка молитва се однесува број 4 на молење за другите. Значи, знаеш дека некоја сестра, твој брат, пријател има проблеми и вели: Мите, Томе, Ване, моли се за мене, имам испит. Имам испит во школа, да Бог ми помогне да се сетам на одговорите. Тоа е посредничка молитва. Или некој е болен. Значи се молиш за семејството, за црквата во која припаѓаш, за општеството и целиот свет. Дали знаете, драги мои, дека Библијата зборува дека треба се молим и за властите? Какви да се тие власти? Дали крадат, дали се корумпирани, тоа нас не треба толку да не оптеретува. Меѓутоа, Библијата вели: молете си за властите, зашто тие имат чест, имат и одговорност да ја водат државата во тие периоди во кои тие се на власт. Понатаму, молитва и духовен раст. Значи, молитвата е еден од најсилните двигатели на внатрешниот раст на човекот. Молитвата не го менува само односот кон Бога, туку и односот кон себе си, кон другите. Кога ние се молиме, кога стоиме пред тоа духовно огледало, гледаме какви сме, дека не сме малку подобри од другите. Знаете, ние понекогаш мислиме дека сме најдобри, но кога ќе застанеме пред себе си и кога ќе видиме дека и ние имаме мани, дека и ние имаме фалинки, тогаш молитвата ни помага. Преку молитвата човекот учи да биде искрен, да биде понизен и да биде отворен. Библијата сведочи дека духовниот раст е невозможен без редовни молитви. Значи, спомнав, Библијата зборува 3 пати да се молиме на ден. Не мислам на оние моменти кога јадиме, кога ручаме или вечераме. Посебно време за молитва. Не мора тоа да трае со часови. Може кратко, зашто молитвата Татко наш, ќе ја прочитаме при крајот, трае помалку од 1 минута. А се е уфатено во таа молитва, молитвата Отче наш. Еве што кажува пророк, односно апостол Јаков во 4 глава, во 8 стих вели: приближите се кон Бога и тој ќе се приближи кон вас. Значи, кога ние редовно се молиме, ние му даваме право на Бога, ја отвараме вратата на срцето да се Бог приближи до нас. Молитвата, знаете уште што прави? Го прочистува умот и срцето. Еве што вели царот Давид: Твоето слово е светило на моите нозе и светлина на мојата патека. Значи, кога молитвата е поврзана со Библијата, кога ние ќе отвориме Библија и ќе се помолиме, ние се поврзуваме со Бога. Ние имаме комуникација со Отецот. Кога молитвата е поврзана со Божето Слово, таа станува и средство за преобразба на нашиот карактер. Знаете, кога човекот ќе умре, се остава на оваа земја. Без разлика што ќе му стават натре. Сеќам кога во Србија почнав да работам, во едно место близу Ниш, почне еден мој близок пријател с кој ја проучувавме Библијата. Меѓутоа, смртта го прекина тоа проучување. Беше ловџија. И бев повикан на погребот, бев таму. Го погреба по тие нивни обичаи, го облекоа во она одело што имат ловџиите, со капа, знаете, они зелени алишта, и му ставија пушка.
Пушката му ја ставија во сандукот. И на моја приметба до роднините, зошто тоа го правите? Па тој беше ловџија, нека му се најде таму, ке лови тој. Ете, луѓето какви адети имат. Ништо нема да понесеме со себе. А знаете што ќе понесеме? Карактерот. И затоа овде го спомнав, значи кога ние се молиме преку Библијата, го чистиме нашиот карактер. И затоа се ќе се остави на оваа земја. Само нашиот карактер ќе биде запишан таму во нашето досие. И кога ќе дојде ден Исус да се врати, кога повторно Јован, Петар или било кој ќе биде воскреснат, ќе воскресне со тој карактер како што и заспал. И затоа денеска е потребно да го чистиме нашиот карактер со силата на Светиот Дух. За луѓето кои не се религиозни, овој процес можеби ќе го наречат внатрешна дисциплина која носи мир или морално прочистување, самиот да се прочисти. Не можеме. Во Библијата има еден текст, вели, може ли нешто да се извади од нечисто? Ако ја ставиме раката во буре, во сад со нафта, како ќе биде раката? Ќе мирисе на што? На нафта, ќе биде валкана. Може ли нешто да се извади од нечисто, вели пророкот? Не може. И затоа молитвата и духовниот раст се многу важни во нашиот живот. Понатаму број 6, молитва и Светиот Дух. Молитвата, драги мои, не е еднонасочен монолог, кај што ние само зборуваме, а таму некаде некој не слуша. Светиот Дух учествува активно во молитвата и го води човекот кон вистината. Апостол Павле, еве што запишал во Римјаните 8:26. Исто така и Духот ни помага, гледайте, Духот, Светиот Дух ни помага во нашата немоќ, зашто не знаеме зашто да се молиме како што треба, но самиот Свети Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. Значи, Духот Свети е тој кој ќе ни помогне да обличиме молитвата. Некој може би ќе каже, па ја не знам се молам. Молете е молитвата, татко наш, доволна е. Но доволно да кажеш 3 збора. Најкратката молитва во Библијата е молитвата на апостол Петар, кој пошол да тоне во водата и само рекол, Господе, помагај. И во истиот миг Исус му ја пружил раката и му помогнал. Одем понатаму. Молитвата во секојдневниот живот, таа е многу важна. Значи, молитвата не е резервирана за храмови, за цркви, за посебни моменти. Таа е наменета за секојдневниот живот, за обичните луѓе како што сме ние, со обични проблеми. Павле вели во Филипјаните 4:6, во се преку молитва и молба со благодарност изнесувајте ги вашите барања пред Бога. Значи, во секое време ние може да се молиме и понатаму молитва и семејството. Тоа е таа семена молитва која зајакнува врската помеѓу децата, помеѓу родителите. И Бога го става на прво место во нашиот живот, во домот. Домот што се моли станува место на мир и благослов. Како гласи првата заповед? Дали ќе се сетите во вашите умови? Јас сум Господ Бог твој. Немој да имаш други богови. Значи, први не Бог, семејство, па материјални добра или средства. А денеска овој современ свет ги свртиле работите наопако. Првин бизнис, пари, семејство, а Бог доле во подрумот само 2 пати од годината ќе запалеме некоја свеќа и се прекрстиме. На жалост, повеќето христијани тоа го прават. Да, има верни христијанки и христијани, меѓутоа сепак во проценти на жалост тоа е. Одиме понатаму да ги проследиме останатите, молитвата и црковната заедница. Значи, црквата како тело Христово е повикана на заедничка молитва. Затоа од црква се молиме. Еве се помолиме на почетокот и се помолиме на крајот. Значи, вообичаено е во црква да се молиме. Тука е, значи, народот, тука се луѓето, се молиме еден за друг. Понатаму, молитва и страдањето. Едно од најчестите прашање е кога ќе се најдеме во криза. Ако Бог постои, зошто има страдања? Молитвата, драги мои, не нуди ефтини одговори, туку присуство во болката. Ќе се повторам. Молитвата не нуди ефтини одговори, туку присуство во болката.
Псалмистот Давид, еве го текстот во Псалом 34:18 вака запишал: Господе близу до скршените по срце и ги спасува оние кои се понизни со понизен дух. Значи, кога ни е тешко, тогаш е Бог најблизу до нас. Како што едно мало дете кога е болно. Дали мајката е постојано со него тогаш? И ден и ноќ. Зашто тоа дете е неспособно и му треба нега, му треба помош. Исус на крстот вака се молил: Боже мој, зошто си ме оставил? Гледате, тоа прашање зошто? Не само ние да го поставуваме туку, Исус го поставил. Зошто, Боже, сега мора да одам на крст? Тој како човек реагира. Иако Исус го знаел планот од почетокот, зашто тој е алфа и омега. Тој е почеток и крајот, меѓутоа Исус овде постапува и реагира како човек. За луѓето кои не веруваат, ова е доказ дека христијанството не ја негира болката. Ако сме христијани, не значи дека нема да боледуваме, дека нема да патиме, дека нема да умреме. Да, ќе патиме, ќе боледуваме, но болката полесно ќе ја носиме, зашто рековме: Господе, близу до оние кои се со скршено срце. Одеме понатаму, пречки во молитвениот живот. Многу христијани се соучуваат со тешкоти во молитвата, немат време. Немам време, вели. Расеани се, имат сомнежи. Но ајде малце да бидеме искрени, колку време посветуваме за други беззначајни работи. Молитвата не треба да трае долго, рековме. Доволно дека одиш да упатиш молитва или наутро пред да тргнеш на работа. Молитва и верата. Молитвата и верата се неразделни. Ако се молиме, а не веруваме, не вреди таа молитва. Верата ја храни молитвата, а молитвата ја зајакнува верата. Ќе повторам, ова многу важна реченица. Верата ја храни молитвата, а молитвата ја зајакнува верата. Без вера молитвата станува празна форма. Само имаме форма, а нема она суштинско. И одиме на 24-тото, на следнава, која вели молитвата како подготовка за вечноста. Број 13. Значи, молитвата, преку молитвата ние се подготвуваме за вечен живот. Тоа е крајна цел на сите христијани. Молитвата го насочува погледот кон небесните вредности и ја продлабочува надежта во Христа и во неговото доаѓање. И последна точка во овие 14 точки, практични совети за молитвениот живот. Мора или треба да одредиме време за молитва. Наутро, кога се е тивко. Читавме на почетокот, Исус се повлекувал наутро во тивка молитва да побара помош и сила од Отецот. Значи, Библијата спомнува наутро, напладне, навечер. Тоа Давид го правил. Користене исто така на молитвата во христијанскиот живот. Би сакал да раскажеме на кратка сторија, кратка приказна за еден човек, да го наречеме атеист. Зашто навистина и тоа бил. Тој не знал да се моли, не верувал во молитва, меѓутоа сепак нешто се случило. Еве што кажува тој. Не верува во Бога, но кога ми почина татко ми навечер, таткото го испратиле, тој останал сам во својата соба. Кога никој не ме гледаше, зборував на глас. Почнал да зборува на глас. Не знам со кого, тој вели, но јас зборував. Не барал чуда, не барал докази, само не сакал да биде сам со болката. Тој момент, кога тој бил таму поред креветот сам со себе, и кога почнал да зборува, тој момент не го направил да биде религиозен преку ноги, но направил нешто друго. Му покажал дека човекот, кој ќе се соочи со своите проблеми, кога ќе се соочи со своите граници, имаме сите ние граници до каде може нешто да поднесуваме, кога ќе дојдеме до границата на своите собствени сили, инстинктивно, драги пријатели, драги присутни, човекот бара смисла, утеха и некој што го слуша. Тој разговор за овој човек атеист, всушност, бил почеток на молитва во неговиот живот. Иако тој тоа така не го нарекол. Зошто? Затоа што, еве, пророкот што вели.
Давид вели, како што еленот жедне по водните извори, така душата моја жедне по Тебе, Боже. Може би си христијанин, може би си полухристијанин, може би си атеист, може би си оној кој се сомнева во се. Сите ги почитувам. Меѓутоа, ајде да признаеме вечерва, да ставиме својата рака на своето срце и да кажеме, Боже, во право си. Како што еленот, вели Давид, прави една символика со она прекрасно животно еленче, кој жедне по водните извори, вели, така и мојата душа жедне по Тебе, Господе. Овој стих не зборува за религиозен систем, драги мои, туку за човечката жејт. Сите ние сме жедни за Божито присуство. Молитвата, да признаеме, често пати почнува со несигурност, како кај ова момче, кај овој човек кој му починал татко му. Молитвата почнува, може би, во моменти кога сме празни, неаме силна вера, но сепак тогаш сме искрени. Знаете, кога ни е тешко, тогаш сме искрени. И овој човек бил искрен. И тоа били првите чекори во неговиот живот да ја усвои молитвата во својот живот. Молитвата не е резервирана само за оне кои се духовно сили, оне кои се джинови, кои се духовно силни. Не. Молитвата е апсолутно посветена и дадена за сите. Човечката состојба често се карактеризира со празнина, чувство на недостаток, немок, збунетост или очај. И тогаш, кога навистина животот изгледа беззначаен, кога ќе ги ставиме рацете под очите и не знаеме со себе што ќе биде, каде да тргнеме, Божјото присуство е тогаш најблиско. Само е потребно да изговориме збор, да кажеме, Боже, помогни ми. Не треба тука никаква филозофија, само да бидеме искрени, да кажеме, Боже, јас не можам, не знам, Боже, јас не сум доволен. Ово признавање всушност суштински чин, драги мои, на понизност. Сигурноста често води кон самодоволност. Има луѓе кои се јаки, кои велат, не ми треба Бог, јас можам сам. Или гордост, Бог мора да постапи како што јас мислам. Не смеме ние на Бога, драги мои, да му наредуваме. Бог знае се што е потребно за нашиот живот. Но затоа реков, искреноста мора да преовладува во тие моменти кога ќе го отвориме срцето свое, односно устата своја и ќе упатиме молитва кон Господа. Библијата вели, ако твојата вера е мала како зрно синапов. Знаете зрно синапов? Знаете синап што е? Тој е како афион. Билка афион или синап. Тоа е толку ситно што ние по возрастите не може да го видиме. Но ако Исус вели, ако имате вера како синапово зрно, тоа ќе биде доволен почеток да тргнете со Господа во молитва. Тоа е доволно за почеток. Силната вера не е предуслов за молитвата, туку нејзиниот резултат. И затоа, кога ние ги креваме рацете кон Бога, ние тогаш признаваме дека сме немокни, дека ни е потребна надворешна сила. И тамо кога клечеме, кога ги затвараме нашите очи, Исус ги ценел оние кои биле искрени. Знаете, во еден момент еден човек доаѓа кај Исус и вели, Исусе, мојата керка, моето дете на смрт. И тој вели, верувам, помогни му на моето неверување. А Исус вели, дали веруваш? Дали го прифаќаш тоа? Тој вели, помогни ми, верувам, Исусе, но помогни му на моето неверување. Тој признал дека слаба е неговата вера. Бог не бара, драги мои, совршенство во нашето изразување, туку тој го бара срцето. Еден текст вели во Библијата, сине мој, дај го твоето срце. Дај ми го твоето срце. Во смисол, дај ми ги твоите планови, твоите размислувања. Бог ги бара, драги мои, нашата искреност. Бог не доаѓа само кај силните, туку кај скршените. Бог ги повика и оне кои се празни и жедни. Еве што пишува текстот. Дали денес молитвата може да биде ефикасна и користена во современото општество во кое ние живееме? Кој одговор би го дале? Да или не? Да. Дали денес молитвата може да биде ефикасна? Може. Се зависи од нашата вера. Сакам одиме
полека при крај, еве времето одминува, да спомнаме една кратка лична приказна и животен пример на едно момче, на еден господин. Јас ќе го наречам Мартин. Има 45 години. Менеджер во IT компанија. Тоа е компанија која прави програми, се бави со компјутери. Тој човек често се соочувал со проблеми, со силен стрес, што резултирало со анксиозни напади. Неговата анксиозност била предизвикана со прекомерна контрола и страв од неуспех во работата. Дали ќе успее? Дали ќе добие доволно средства да ги плати вработените? Што ќе се случи ова или она? И тој мисли дека целиот свет треба да го решава, да ги решава проблемите на целиот свет. Се чувствувал како да носи тежок товар на своите раменици. Мартин не бил особено религиозен човек, но по препорака на еден свој пријател почнал да користи еден вид утринска медитација, или да не речеме ние христијаните молитва, каде што го предава товарот на денот. Значи секој ден тој имал голем психолошки терет врз својот грб, во својот ум. Што ќе биде, како ќе биде, ќе се реши ли тоа, ќе има ли работи и така натаму. И тој решил, по препорака на еден свој пријател, да има неколку минути наутро време за молитва, време за медитација. Неговиот пристап бил, кога доаѓал на работа, кога го отворил својот лаптоп, својот компјутер, пред да го, значи, да почне со работа, седел 10 минути во тишина и еве што велел. Господи, го предавам мојот живот на Тебе. Давам се од себе денес. Оно што е надвор од мојата контрола, го препуштам на Тебе, Боже. Те молам, дај ми спокојство да прифатам што не можам да сменам и сила да го сменам оно што можам. И што мислите? Што мислите? Што се случило? Еве таа негова молитва. Господе, се што денес ќе се случи го предавам во Твои раце. Се оно што е надвор од мојата контрола, на Тебе го препуштам. И на крајот завршува со прекрасни зборови. Дај ми сила да го сменам оно што можам. Претходно, те молам, дај ми спокојство да прифатам што не можам да сменам и сила да го сменам оно што можам. Вистина, поштало нешто се случува во неговиот живот. Молитвата од тој момент станала негов механизам за ослободување од контрола. Тој почнал да се растеретува, немал веќе таков притисок. Околностите били исти. Доаѓал на работа, отварал компјутер, бизнис, работа, програми. Меѓутоа, сега многу полесно ги решавал тие проблеми. Молитвата, драги мои, патување од искрена празнина кон исполнета сигурност. Тоа е момент кога престануваме да се подпираме на себе си, на својата собствена сила и почнуваме да се подпираме на Божјата сила. Затоа, ако некој вечер од нас чувствува празнина, може искрено да дојде вечера кај Господа, да изрази својата немоќ и Господ ќе ги реши проблемите. Во момент, во време, во миг кога тој ќе процени. Реков, ќе се повторам, молитвата не е само ритуал. Тоа може би ритуал на еден начин, ќе ги скрстиме рацете, ќе ги затвориме очите, затоа што да имаме подобра концентрација. Може и со отворени очи да се молиме, не е тоа грев. Меѓутоа ги затвараме за да се сконцентрираме на зборовите и на мислата што треба да искажеме. Значи, молитвата е жива средба на душата со низиниот Творец. Во овој свет кој е полн со немири, срцето е како вознемирено море, а молитвата е единствениот глас кој може да им каже на брановите: смири се, молчи, престани, како што Исус тоа го направил кога бил со своите ученици на Галилејското море. Вистинскиот мир, почитувани пријатели, драги присутни, доаѓа кога проблемите тука се, може би ги гледаме,
но внатре чувствуваме мир. Чудно нешто. Вистинскиот мир не доаѓа кога нашите проблеми исчезнуваат, туку кога преку молитва сваќаме дека во тие проблеми не сме сами, дека тука е поред нас самиот Господ. И затоа ние зборувавме вечерва за тој клуч кој може да ги отвори сите проблеми, сите брави. Молитвата е тој вистински клуч кој го вртиме. Ние тогаш престануваме да се подпираме на себе, на својата собствена сила. И затоа еве го текстот на некој непознат автор што напишал: мирот во срцето не е отсуство на бура, туку присуство на Бога среде бурата. Молитвата е клучот кој го заклучува егото, тоа е нашето јас, а го ослободува духот. Само така човекот наоѓа мир, кој го надминува секој ум. Зошто да не го користиме тој клуч, а го имаме сите бесплатно? Тоа е молитвата што Господ ни ја запишал во Библијата. Молитвата секако може да ја составиме со своји зборови. Реков, може да ја молиме и молитвата Татко наш. Меѓутоа, зошто не ја користиме молитвата, драги мои? Зошто овој клуч на молитва е толку важен? Затоа што молитвата не учи дека не мораме да имаме контрола над се. Не сме ние виновни за сите случувања во овој свет. Зошто да се оптеретуваме? Таа ги осветлува темните агли на нашите грижи. Молитвата не подсетува дека нашиот вистински дом е во мирот што доаѓа озгора. Таа молитва или тој клуч е достапен за да се отвори срцето и да влезе тој мир, тоа спокојство кој Господ ни го дава. Молитвата, може да кажеме, тивок разговор со Бога, во кој душата наоѓа мир. Кога срцето е вознемирено, кога нашите мисли се оптоварени, молитвата не враќа во спокојство. Еве што запишал апостол Павле во Филипјаните 4:7. И мирот Божи, кој го надминува секој разум, секој наш ум, ќе ги чува вашите срца и мисли во Христа. Ајде да го земе вечерва тој клуч, молитвата. Кога се молиме со доверба, го предаваме она што не можеме да го носиме сами. И тогаш, токму тогаш молитвата или мирот станува реалност во нашиот живот. Би сакал ова вечерашно размислување, драги присутни, да го завршам со најпознатата молитва во историјата на човештвото. А тоа е молитвата што самиот Исус ја кажал. Ајде да прочитаме заедно. Матеј 6 глава, од 9 до 13 стих, еве што пишува. Туку молете се вака: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде Твоето царство, да биде волјата Твоја. Каде? Како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избавени од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови. Ова е најпознатата молитва, драги мои, што денес се моле како на исток, така и на запад. И затоа, ако не знаеме како да се молиме, отворете во вашите Библии, верам ги имате дома, ако немате може да добиете овде, во Матеј 6 глава. Знам дека и во календарчињата ја пишува таа молитва. Почнете да ја молите ова молитва и потоа ќе проширувате своји зборови. Оно што го чувствувате во вашето срце. Тој клуч ќе станува се поголем и поголем. Ова е само еден клуч на молитва. Но ако се молите вие самите, наутро, напладне, навечер, кога јадеме, кога ручаме, вечераме, на тој начин ние го отвараме срцето кон Бога. Може би, кога ќе заминеме од ова просторија, многу работи ќе забораваме, што е природно, зашто доаѓаат нови информации, но би сакал да ја понесем и сега и ова молитва што ќе ја прочитам на самиот крај од ова наша вечерашна служба и предавање. Еве молитва на непознат автор. Господи, изворо на секој мир и тишина над секој шум, еве го моето срце пред Тебе, понекогаш уморно, понекогаш вознемирено од грижите на овој свет. Дали е точна ова реченица? Уморни сме, вознемирени сме, загрижени сме
од случувањата во овој свет. Трепериме како лист есенски на гранка. Го земам овој свет клуч. А што е клучот, рековме? Молитвата. И со него ја отклучувам вратата на мојата душа, на моето срце, за Твоето присуство. Знам луѓе кои сакат да го примат Христа, но вратата им е затворена на срцето. Затоа вечера го нудим овој клуч. Односно, Бог го нуди овој клуч преко молитвата. Те молам, влези во мојот немир и претвори го во Твое пристаниште. Смири ги брановите на моите мисли и изгасни го огнот на моите стравови. Само Бог може да ги стиши тие бранови, немирни во нашите души, драги мои. Само Бог може преко молитва, ако вечера го побараме. А Исус ќе ни го даде тој клуч, да биде постојано во нашите раце. Научиме да не се борам сам со бурите. Не може ние да се бориме со бурите. Тоа е како да се бориш со сенка. Напладне, сонце грее и дрвата создаваат сенка. Не можеш ти со сенката да се бориш. Како што овде вели, научиме да не се борам сам со бурите, туку да се одморам во Твојата преградка. Нека Твојот мир, кој го надминува секој човечки ум, го чува моето срце и моите мисли во овој ден и во вечноста. Ти благодарам што ме слушаш дури и кога само мојата тишина зборува. Нека му е слава на Бога за ова молитва. Амин. Ке ги наведем нашите глави да се помолиме на Бога. Драги Боже, од срце Ти благодариме што вечера ни проговори преко речта Твоја и ни го даваш тој свет клуч на молитвата, клуч кој може секој од нас да го има, за да бидеме во постојана комуникација со Тебе. Господе, ние видовме дека живееме во еден вознемирен свет. Сите сме уплашени, оптеретени. Смири ги тие бранови на нашата душа. Влези, Господе, длабоко во нашите срце, во нашите души и дај ни мир, зашто Твојот мир е траен и вечен. Води не и чувај не како Твои деца и помогни ни, Господе, и ова ноќ да ја почувствуваме Твојата заштита и Твоето присуство. Тоа Те молиме во името Исусово. Амин.